Како што војната во Украина се одолговлекува во својата втора година, некои од најжестоките борби од конфликтот продолжуваат во регионот на Донбас, особено околу Бахмут и Соледар. Војниците на групата Вагнер учествуваат во тие борби. Аналитичарите велат дека управувани од доверливиот човек на Путин Евгений Пригожин сега има обид да ги засили своите редови со регрутирање надвор од Русија, вклучително и во Србија. Кендис Рондо од центарот Миликијан, истражувачки центар за руски, евроазијски и источноевропски студии, вели дека странските регрути се вообичаени меѓу борците на групата Вагнер. Гледаме многу висок број на српски регрути или барем луѓе кои велат дека се вклучени. Советникот на Стейт Департментот Дерек Шоле рече дека регрутирањето од страна на Вагнер групата во Србија не смее да обстои. Други американски официјални лица се согласија. Вагнер беше многу малигна сила ширум светот. Лошо е за која било земја да го прави тоа. Тука е нелегално. Вашата влада беше јасна за тоа. Нашата влада беше јасна за тоа. Меѓународните наблюдувачи велат дека групата можеби го прекршува законот, користејќи тактики со притисок за да придобие регрути. Во некои случаи има принуда и закани кон членови на семејство, за да се натераат луѓето да се борат за Вагнер. Пригожин негираше дека регрутирал во Србија и покрај руското видео на кое наводно се гледа дека српски војници тренираат заедно со руси во промотивно видео. Српскиот претседател Александар Вучич го осуди видеото и сите обиди за регрутирање во Србија, нарекувајќи ги противзаконски. Но меѓународните аналитичари велат дека регрутирањето надвор од Русија може да биде начин Москва да избегне жртви меѓу руските војници. Сушност на хартија тие технички не постојат во Русија, затоа може да се користат за поризични мисии, особено во првите борбени редови. Други велат дека групата исто така поставува одредена дистанца меѓу Москва и наводните прекршувања на човековите права извршени за време на војната. Имаме информации дека биле вклучени во масовни убиства, тортура, исчезнувања, апсења, сексуално и родово насилство, грабежи, случајни напади врз цивили, што во суштина е воено злосторство. Американските власти проценуваат дека може да има околу 50.000 војници од групата Вагнер кои действуваат во Украина.